здравствените институции е огромен, но точна бројка нема. На повеќе од 1100 здравствени работници ангажирани со договор на дело се жалат пак дека им престанува работниот однос и дел од нив ќе останат на улица. На овие, како што ги нарекува синдикатот, робови на 21 век, Министерството за здравство им ветува дека ќе им ги продолжи договорите до 31 март. За вработувањата се чекаат и одобрување од Министерството за финансии. Симона Петровска бара одговори. Ги има околу 1100, речиси во секоја установа. Ангажираните здравствени работници со договор на дело се пожалија до редакцијата на Телма дека на дел од нив, на кој им престанал договорот, останале дома. Од Министерството за здравство смируваат. Договорците во јануари и февруари ќе добијат решенија, со кои ќе им се продолжат договорите до 31 март. Сите договори на дело се продолжени до 31 март. Тоа значи дека после месец март може да се вработат, најрано средината на март или почетокот на април. Овие вработени се дефицитарни и потребни, а ние како синдикат ги нарекуваме работници робови на 21 век кои работат со една плата како социјален додаток, без пензиско и здравствено осигурување. А додека беше ковид кризата, беа први во борбената линија, вели председателот на независниот синдикат на здравство, кој порача дека овие работници не смеат да бидат заборавени. На тие места каде што имаат прекинување на договорите лани, да, 2023-2024 прекин имаше 4 медицински сестри во Гостивар, остана без продолжување. Во Делчево, во Берово остана голем број на медицински работници, кај што не им ги продолжи овие договори на дело. Ние реагиравме, протестиравме пред клинички центар, пред Министерството таа година. Но таа влада остана глуви на нашите барања. Сега апелирам до сите договорци на дело, каде што се случува да не им се продолжат договорите, да се обратат до нашиот синдикат и ние писмено, лично ќе се обратим и до председателот на влада и до министра за здравство на Република Македонија. Здравствените установи кубурат со кадар. Дел од нив се заминале во приватното здравство, а дел по пат на пензионирање. Доста е Македонија да биде расадник на медицински кадар на западноевропските земји. Исто да се реши статусот со докторите специјалисти, да се реши статусот со овие медицински работници, а исто имаме голем број административно и технички персонал кои што работаат по договор на дело, а и тие се потребни во овие здравствени установи. Веќе тие се професионалци, тие се ја знаат работата, држат одели, држат кабинети и едноставно ако не дојде до нивно продолжување на договорите ќе останат здравствените установи затворени на тие кабинети. Сомнежот за доцнењето за продолжување на договорите дел од здравствените работници го лоцираат во финансии. Велат Министерството знае да ја кочи работата, да доцнеа некогаш и се